Транскоп битола пред 9 сато спремен за да ја Охрид, евеме во автобусот, фала Богу немаше луѓе, седнав назад, се ги спружив ноците, тоа за висок човек е премија. Како што кажав, требаше да се оди Охрид, ама во последен план, односно последен момент се смена планот и се реши да се оди Пештани. Прва дестинација Охрид мол, влеговме внатре, се прошетавме и нормално јас дека мора да сликнам и да снимам некој убав кадар. Ова беше must have да се слика, значи немаше простор да не се слика, малце седнување да се одмори и нормално ова софа да се искористи или да се направи некоја убава слика, пошто Дејан обожава да се слика, знаете, и црквава, односно братата ја слика, другар ми ојде да купи топкаса на плажа. Стигнавме Пештани, стигнавме со комбе. Малце одмор во самата соба од самиот пат и малце одмор во балконот, на балконот. Работите нормално да се спастрат во шкафче за да не се туткаат. Нели? Еве ме спремен за на плажа, ама пред да се оди на плажа, ние ојдовме да јадиме, се одлучивме да јадиме во еден ресторан кој што има доста интересно име, а тоа е името Мешко. Тука морам да ја пафалам услугата, беше доста брза и љубезна. Започнавме да јадиме витаминска салата, која што, како што можете да видите, порцијата нему е баш мала. Продолживме со главното јадење, а тоа е пилешко во кари сос. Мене хепи кога ќе видам храна, тоа се знае. И тоа беше тоа таму. Еве ви мал дел поглед од самиот ресторан и ние се капевме токму на плажата која што ја гледате овде на самата снимка. Еве го самото езерце, убава плажа и ова бродче беше цело време таму. Имаше луѓе кои што одеа да се капат, односно да се капат убаво реков и да пловат со бродче, ама ние не ојдовме. Еве еден фамозен мост на кој што луѓе одеа многу да се сликат таму и јас настанав покусо, направив еден куп слики и ги видите во продолжение на самиот влог, кога ќе дојде време за тоа. И еве ме, ред селфи таму, ред некоја снимка. Иначе, фала Богу што немаше никој обзидур вака си ги брчкав ноците, тој што сум високо ќе го палев некој, го спознае кај ќе го терав. Фала Богу, иначе имаше доста многу бране што траја и до вечерта. Еве ме мене, ама имало или немало бране, и битно е моце да се лади човек од жестините во ова лето. Hello! Еве ме пак. Еве ме на мостот. Малце да се види какви се штиците. И еве фотосесијата што ви реков. Овде еден куп слики се направи, не знам колку се точно, не ги броев. Тешко на другар ми са мене, ама тоа е. Ме трпи, сакал некил, ме трпи и ме слика. Најубави слики ми прави. Така е. И овде зиде ме снима. Гледате, брнојте. И брнојте дури одеа и штиците, сега ќе видите. Овде мислам дека не е многу фатено на снимката, ама во живо повеќе можеше да се види. Ама ако, одиш и те ладиш, лето е. После тоа се упативме назад за Восовата, нормално да одмориме. Ој Дејан, си направи селфи Дејан ко Дејан. Се знајто, пак малце слика од самото езеро. Еве уште една од фотосесијата, знаев дека има. И нормално, ова не можеше да не се слика. Еве ви и поглед од самиот балкон, баш е божествено. После тоа нормално да се исушат работите за следниот ден, за самото капење.
После тоа сликав зајди сонце и нормално го снимив самото зајди сонце. Јас обожавам да сликам и да снимам зајди сонце, не без разлика дали сум на плажа или не. Тоа е must have. Еве ги брановите пак. Абе не се смирија, значи од почна не се смирија, како што кажав. Димаше вечерта и дури и другиот ден. Еве е убавата црква, Свети Тројца. Еве ги галебите во самото езеро. И тие се снимани и сликани пред да го фатиме Галеб автобусот кој не однесе до Охрид да си фатиме автобусот Битола. Стигнавме што стигнавме. Во Охрид пак ојдовме во молот. Кукав за јадење, значи бев ептен гладен. И ова го јадев таму. Филе. Пилешко со комбир. И беше вкусно и ефтино, 200 отки, стварно ефтино. Јаваме во автобусот за Битола, се снимав видео за TikTok. И тоа е тоа. А, и ова ремек дело е на другар ми. Пред бегање. И заборев да кажем кај бевме сместени, ова после снимено. Не е таму, дома сум веќе стигнат. Бевме сместени во Вила Галерија. Тоа е ново место, стварно во Пештан. Имам бидено пред 13 години, така нешто. И кога гледавме кај да се сместиме, му кажав на човекот дека го знам местото и решивме да одиме таму. И со ова го завршувам блогот. Чао!